Настан кој веројатно одбележа оваа недела е препелсувањето на универзална сала. Ја запали универзална сала. Неодговорните, алчните, примитивците и неспособните политички и бизнес менаџери. Универзална сала символ на светската солидарност во обновата на Скопје. Таа беше кота каде се вмрежуваат старото и модерно, уметноста, политиката, музиката, театарот, децата со родители, странските и домашни и естрадни звезди. Универзална е нема, не постои музичар кој настапувал или артист кој настапувал во универзална што не ја пофалил и што не рекол дека е исклучително акустична, топла, убава и сала во која можете да комуницирате со публиката на повеќе нивоа. Таа сала ја немаме веќе и тоа е некоја друга тема. И бројноста на седиштата се разбира, таму имаше 1572, ако добро се сеќавам. Ние веќе немаме, Скопје нема таква сала. Дури ќе се изненадите ако ви кажам дека е тешко да се добие веќе сала во Скопје ако ви текне адхок проект да направите. Цврстите лидери никогаш не се грижат за системот, ниту за граѓаните, туку тоа се личности со болни нарцисоидни особини, чија што цел е да биде вниманието свртено само кон нив и кон нивниот карактер и личност. Председателот е врховен командант на вооружените сили. Знаеме и јас сум сигурен во тоа ние дека се наоѓаме во предвоена состојба и наредниот председател ќе биде воено-допски председател. Шасијата на успешните општества е правната држава, владењето на правото. Сосема се реални проценките дека годишниот имиграционен бран е некаде околу 15.000 лица. Се иселуваат сите со ред, за жал. И овој процес кој што нема етнички граници, бариери, идентичен е секаде. Како го објаснувате овој парадокс на огромен број на стамбени единици кои се купени, а зјајат празни? Македонскиот граѓанин во принцип она што го има заштедено сака да го чува во материјално добро, не во пари. Нешто што има потрајна вредност. Партиите и медиумите се во некаков дослух? За жал, да, бидејќи гледаме тоа го гледаме преку низата прекршување на новинарските стандарди. Во ова издание на Тренинг, речи си еднашка во годината. Обсервација на општествените и политички збиднувања. Дава вечерашниот соговорник. По професија, инженер, архитект. Има дипломирано и на факултетот за филозофија. Добре е за професорот Јордан Шишовски, вие сте на Универзитетот Американ Коледж, каде предавате архитектура и дизајн. Универзална сала како потенцијална жртва на изгубениот градски идентитет. Остана нешто поврзано со духот, поврзано со меморијата, поврзано со паметењето, меѓутоа многу маркери на тоа Скопје, кои што го знаеме, исчезна и исчезнуваат пред наши очи. Пред само неколку неодамна прерано починатиот Мирко Попов, кој што исто така беше некој маркер на градот, на културниот живот, напише на колумна, вели, јас сум дете на Југославија. И сите ние сме на некој начин израснати во тој систем, нашата нација беше формирана во тој систем и тој систем имаше одреден сет на вредности, еден идеал за нацијата како дел од универзалната цивилизација. И тука се поставија темелите на македонската книжевност, на македонската архитектура, тука се джинови твореа, како што се Славко Јаневски, како што се Борис Чипан, Константиновски, Чемерски и така натаму. Тие луѓе успеваа, како што вели Мирко, да надгласаат баграта и да создадат еден вредносен систем. И потоа генерацијата на нашите родители реши да го сруши тој систем и да изгради нешто што они мислеа дека е капитализам, кој што тоа беше всушност нивното разбирање за капитализмот од сериите што ги гледаа Далас, Пороците на Мајами и така натаму. Изградивме систем во кој што имаме на тотално хаотично и неразбирање за тоа што
значи капитализмот. Во нормална капиталистичка држава, нели, ќе кажеме, еден мотор за да биде ефективен мора да биде врзан цврсто за шасија, ако зборуваме со метафората на автомобилот. Шасијата на успешните општества е правната држава, владењето на правото. Правната држава не можеме ние да ја видиме што значи тоа правна држава, нели? На некој начин е абстракција, но не е толку абстрактна. Правната држава се коагулира, се отелотворува на некој начин во урбаното ткиво. И ние не мора да бидеме архитекти и урбанисти за да разбереме, кога ќе видиме еден град, кога ќе видиме дека висината на зградите е некако хармонична, дека ширината на улиците е хармонична, дека распоредот на дрворедите е хармоничен. Тоа е израз на владење на правото. И од друга страна, погледнете го Скопје, погледнете го Тетово, погледнете го сето она што беше изградено овие 30 години, ќе видите хаос, ќе видите згради што се надпреваруваат за сонце, ќе видиме комплетна прлјавштина, ќе видиме улици препълни со смрдеа. Тоа е недостатокот на владење на правото. Препознавате ли реални и остварливи ветувања и колку вокабуларот на председателските кандидати коинцидира со реалната, фактичката состојба и потребите на граѓаните, или се сведува на флоскули, нереални желби и можности за реализација? Уште пред да почне изборната кампања, ги видовме првите кампањски, всушност, билборди, кои што беа визуелно беа на најниското, на најбаналното, на најпростото ниво. Они, ние, ако гласате за нив и левата страна беше црно-бела, ако гласате за нас во боја. Значи, за нив лошо, нас добро. Тоа значи дека политичките елити го третираат народот како што се третира куче. Фуј тоа, браво, добро куче, браво, еве ти колач. Тој тип на реторика го покажува начинот на кој што они нас не гледат, начинот на кој што они си ги гледат сопствените гласачи и потенцијалните гласачи, што е многу простачки, многу ниско ниво и значи дека целиот систем има многу мали барања од самата политика. И со тоа се поттикнува уште повеќе резигнираноста и цинизмот кај граѓаните. Граѓаните треба да се повлечат да не излегуваат на избори, а кампањите, какви што се замислени, очигледно ги таргетираат само нивните гласачи кои што се врзани за партиите преку систем на клиентелизам, кои што имат некаква лична корист или и тие граѓани се исто така врзани за тој систем преку некаков стоколмски синдром, каде што го почитуваат, нели, лидерот, меѓутоа лидерот нив очигледно не ги почитува. Колку и на каков начин исходот од претседателските избори ќе се отслика, ќе се преслика поточно во делот на изборот на идните народни избраници, имајќи во предвид дека веќе од идната недела ни стартува и кампањата за парламентарните избори? За мене изборот на парламентарните избори не е толку значаен колку што изборот за председател. Сметам дека изборот за председател, овие председателски избори се најважните избори во нашата историја. Бидејќи председателот како институција нема големи ингеренции, меѓутоа има неколку многу битни ингеренции. Една од нив и најбитната ингеренција за нас во предстојниот период е тоа што председателот е врховен командант на вооружените сили. Ние, според многумина експерти, според многумина експерти за меѓународни односи и за историја и војни работи, знаеме и јас сум сигурен во тоа ние дека се наоѓаме во предвоена состојба и наредниот председател ќе биде воено-допски председател. Дали по 8 мај ќе зборуваме за победа на опозицијата или за пораст на власта?
Не знам што да одговорам за тоа. Мислам дека ќе зборуваме за пораз на квалитетната иднина, на квалитетниот живот и на достоинствениот начин на комуникација во општеството, бидејќи политичките лидери, политичките елити во јавноста шират одредена риторика, одреден говор, одреден однос на едни кон други, кој што се преточува врз граѓаните и кој што обликува целата сфера на живот, и тој однос е многу лош. Да почнеме од самата кампања за председател. Двете кампањи, на едната стои Стево за председател, на другата Гордана за председател. Па зарем вие на професор, возрастен професор се обраќате, еј Стево, кај си, еј Гордана. Значи, првин, достоинството на самата професорска титула, професор Силјановска, професор Пендаровски. Второ, достоинството на самата институција председател треба на некој начин да се сочува. Секако дека треба да има разлики и апсолутно дека треба да се бориме, да се борат партиските лидери за назначување на тие разлики, но не преку целосно негирање на соперникот, бидејќи ние сепак сме во едно заедничко општество. Ретко кој или речиси никој не говори за светските предизвици на глобално ниво. Никој не говори за конфликтот однос на руската агресија врз Украина, за новите геостратешки позиционирања во светот. Дали ние сме преоптоварени или најчесто се фокусираме на нашите собствените проблеми, предпоставувам во насока да ги придобиеме симпатиите, да ги придобијат поточно потенцијалните кандидати за еден шеф на државата, да ги придобијат симпатиите и поддршката од граѓаните. Немаме дискусија за овие работи, прво затоа што немаме експертиза, немаме институции кои што тоа ќе го артикулираат. За жал, со тоа се остава простор на некои играчи, нечесни играчи да артикулираат пропагандни позиции на странски сили и така натаму. Од друга страна, ние сме премала земја за да даваме решенија на светските проблеми, нели? Ние нашите проблеми не можеме да си ги решиме, но сепак треба да зборуваме за нашето место во целата таа ситуација. Нашето место е, ние сме физички во Европа, ние сме трговски врзани за Европската Унија, тај е најголем наш партнер, ние сме веќе членка на НАТО, така што сите овие структури, сите овие стратешки определби на државата за кои што постои консензус кај граѓаните, иако не постои јасна артикулација што сето тоа значи, дури и кога се зборуваше за членството во НАТО, никој не од политичките елити не го артикулираше што значи тоа за безбедноста на државата, туку се зборуваше о некои апстрактни категории. Конкретно, да речеме, мене една работа многу ме шокираше на самиот почеток на кризата, пред да започне војната. Владимир Владимирович објави есеј за историското единство на украинскиот и рускиот народ, кој што мене толку ме шокираше, само да се замени украинците со македонци, русите со бугари, и ќе добиеме говор на Каракачанов апропо Македонија. Тотално негирање на независноста и самобитноста на овој народ. А кај нас, еве, судираме во гради за некаква идентитет, за некакви апстрактни категории, а имаме конкретна ситуација во која што ние се однесуваме со една дистанца. Една декада наназад се зборуваше за хибриден режим, за робена држава, дом на мафијаши. Во последно време ни се забележува за висок степен на корупција и криминал во високите ешелони на власта. Кој владее со државата? Имаме систем во кој што моќта е таа која што чистата моќ, чистата пара, чистата контакти со луѓето се тие кои што придонесуваат да се извлечат, нели, нашите лидери. И тука ќе споменам мислата на Франк Херберт, кој што вели не е толку дека моќта расипува, моќта корумпира, туку моќта ги привлекува расипливите
и луѓето што се склони кон корупција. И во таа смисла, при промената на овој системот него заменивме со сите мани кои што беше со подобар систем во кој што ќе има владење на правото, во кој што ќе доаѓаат експертите, во кој што ќе се артикулираат јасно ставовите на луѓето, туку создадовме систем на волунтаристичко владење, еден вид на мафијашка држава, на начин на кој што функционира мафијата, а сме доволно мали и сите луѓе се знаат, секој нечи роднина, пријател и така натаму. И затоа добивме еден поредок без поредок во кој што најниските категории, алчноста, стрвноста, простотилакот се оние кои што извираат. И тоа го гледаме во лицата, едноставно излезете на улица, видите ги скапите автомобили, видите ги физиономиите на луѓето што ги возат. Вие во еден јавен настап рековте дека Македонија не е република, туку акционерско друштво. Алудирав на класичната разлика помеѓу република, односно она што во грчкиот свет, античкиот свет се нарекува демократија, демократиос, владењето на демосот, на народот, или исономија, кој што уште постар термин, кој што значи номос, владење на законот, владењето на правото, од една страна, и од друга страна олигархија, владење на малцинството, кои што имаат моќ, кои што имаат врски и кои што имаат пари. Кај нас, за жал, се уште во овие 30 години не успеавме да изградиме стабилна република, не успеавме да изградиме исономија, не успеавме да изградиме владење на правото, туку успеавме да изградиме систем на владење на моќните и богатите и еден вид на стокхолмски синдром на луѓето чија што екзистенција зависи од тие господари, да им се приклонуваат и наклонуваат кон нив. Дали се зависи или дали се сведува на моќта и парите? Генерално да. Генерално да. Ако се споредиме со останатите земји што го поминаа истиот овој процес и кои што имаат сличен број на образовани луѓе, сличен број на слични капацитети општествени, ние сепак заостануваме зад нив. Значи, во однос на нас сме значително подобри, но не сме толку подобри, не сме како естонците, не сме како словенците, не сме како хрватите и така натаму. Споредете Албанија, она што беше Албанија 90, она што е денес. Значи, они скок на светлосни години, а ние се движиме како желки. Шишовски, речи си секогаш на изборите има провокатори. Кои се тие денес и дали препознавате популисти, националисти, од друга страна луѓе кои се обидуваат преку патриотски вокабулар да ги придобијат симпатиите кај македонскиот граѓанин? Вистински патриотизам, вистинските патриоти се оние што креираат вредности, оние што создаваат поезија. Вистинскиот патриотизам не се гледа во името. Така, има многу нации што имаат повеќе имиња, германската, албанската, грчката и така натаму. Не е името она што е идентитетот. Идентитетот е односот кон сопственото минато, односот кон сопствената поезија. Дали ќе го рецитираме кога тагуваме Ацо Шопов или Цеца Ражњатовиќ. Тоа е разликата помеѓу патриотизам и простотилак, да речеме. Кај нас имаме перформативен патриотизам, имаме перформативен прозападен однос кој што е наменет, кој што резултира со и неговата цел е да се репродуцира цинизмот и резигнацијата кај граѓаните. Едноставно, одиме на митинг, застануваме, ги правиме сите тие ритуали како во црква. Идеме 3 пати околу црква, се прекрстуваме, поминуваме напред, не прска попот со водичка, излагаме надвор. И сме прошле по редот. Така и во политичкиот свет. Застануваат лидерите, викаат, урлаат горе, ги повторуваат истите клучни зборови. Дури и говорите, ако ги видиме, и кампањските слогани се толку мрзливо составени, како да се направи на чат GPT. Едноставно, не се ни трудат да ни продадат идеја. Веројатно неинвентивноста
доволно говори и за капацитетот на лидерите. Ќе прочитам еден став од Јан Вернер Милер, познат германски филозоф со дипломи и предавање на Универзитетот Оксфорд, Берлин, Принстон. Тој пишува: популистите не воведоа во ерата на поствистина, во која лагата е стожер за политичка пресметка. За Милер тоа е поедноставено гледиште. Според него, популистите се убедени дека се единствените застапници на така наречените обични луѓе, што би се рекло на плебесот. Кој им верува на политичарите денеска? Ова е проблем кој што не е само кај нас, значи малку глобален и е резултат на, тоа е моје мислење, на недовербата во институциите. Кај нас е многу нагласен бидејќи имаме преголема недоверба на институциите. И едноставно гледаме општества кои што се имаат слаби институции, кои што нема владење на правото. Тие општества луѓето бараат спасител и затоа имаме лидери, диктатори, демагози во тие општества. Имаме општества во кои што владее правото и во кои што не едноставно лидерот само ги артикулира политиките на државата. И во таа смисла тука нема силни лидери. Кај нас, бидејќи институциите се слаби, на некој начин луѓето бараат некакви цврсти лидери што ќе удрат на маса. Но цврстите лидери никогаш не се грижат за системот, ниту за граѓаните, туку тоа се личности со болни нарцисоидни особини, чија што цел е да биде вниманието свртено само кон нив и кон нивниот карактер и личност. Професор Шишовски, на крајот уште две прашања. Дали поради личните, па и партиски амбиции, може да ни се случи да треба да ја жртвуваме европската перспектива на државата, каква таква? Европската, јас немам многу сега зборев за оптимизам, меѓутоа во однос на европската нелиднина немам многу оптимизам, бидејќи тоа не зависи само од нас. Реформите зависат од нас и тука потврламе длабоко, едноставно се движиме како полжав. Но Европа се чини дека е заситена од ширење и едноставно не гледам во скоро време тоа да мрдне, да се помрдне. Секако дека би било позитивно доколку ги започнеме преговорите и доколку влеземе во тој тек на односи, пред се заради нас, затоа што мораме да ги направиме сите реформи заради нас, меѓутоа самото членство се уште за жал е многу далеку и затоа е потребен многу поширок консензус, посебно и кај граѓаните, и кај политичките елити и изградба на некој заеднички став по тоа прашање. Што по овие двојни претседателски парламентарни избори? Дали по 8 мај ќе се смени амбиентот во кој живееме? Ќе имаме ли промена на политичката мапа или само актерите ќе бидат променети? Или ќе имаме, можеби, продолжување на досегашната политика? Па, од досегашните говори, од досегашните ветувања не гледаме никаква радикална промена, не гледаме никаква ништо поинакво, гледаме само дали пензиите ќе бидат помали или поголеми, така што реално не гледам некоја голема промена. Не треба да катастрофизираме дека ќе се случи кој знае што, но некако не гледам дека дури мислам дека и многу тешко да имаме некаква стабилна влада, но и тоа не треба да не плаши. Гледате нашиот сосед Бугарија нонстоп имаат избори. Така што не треба да се плашиме дури ни од тој хаос во демократијата. Благодарам за разговорот. Благодарам на поканата. Јордан Шишовски, универзитетски професор. Миграцијата и негативната стапка на наталитет се двата процеси кои паралелно и взаемно влијаат врз бројот на населението и полнењето на човечките ресурси. Речиси, цел свет е на работ на демографска катастрофа. Во целиот свет опаѓа бројот на раѓања без разлика на раса, вера, идеологија. Импликациите за иднината се алармантни. Старењето на населението не е добро за економскиот раст. Во ова издание на Трилин гостин е директорот на Државниот завод за статистика. Добро ден за Апостол Симовски. Добар ден. На почеток, имате ли точна бројка колку во моментот во Република Северна Македонија има жители и кои делови од државата се речиси испразнети најмногу?
Државниот завод за статистика произведува податоци на годишно ниво, ние ги нарекуваме процени на населението, кои што се базираат на податоците од последниот попис и сите промени кои што се од виталната статистика, тоа се сите раѓања и сите умирања и она што се собира во државата како информација за миграциите. Како внатрешните миграции, она што значи преселби во рамки на државата, така и на надворешните миграции, доселби и одселби, одстранство и востранство. Меѓутоа, за жал, овој дел не офаќа, особено не офаќа не е целосен офатот на емиграцијата и како ќе одминуваат годините после пописот, така и бројката која што ќе ја произведуваме како податок за бројот на населението нема да се одвестува на реалните податоци, бидејќи за жал не се офаќа делот, најголемиот дел од таа емиграција. Сега за сега се поприлично блиско до реалноста, иако не се идеално точни. Речи си секаде во светот опаѓа наталитетот, а имаме и трансфер на граѓани од една во друга држава. На што се должи овој тренд на постојан одлив на граѓани? Прво, не би се сложил дека опаѓа наталитетот да опаѓа, ама не опаѓа фертилитетот. Тоа се два различни термини со различно значење. Наталитетот се значува број на живородени деца. И да, тој опаѓа, ама тој може да биде резултанта и на тоа што нема кој да раѓа. Значи, ако вас ви се оцелува младо население и веќе се празни оној потенцијал кој што треба да шири семејства и се намалува бројот на родените деца. Тоа е наталитетот. Кај фертилитетот се број на живородени деца по жена која што е присутна на возраст од оној фертилен период од 15 до 49 години. И ако ги погледнеме податоците во однос на фертилитетот, ќе видиме дека во една низа од речиси десетина години е релативно константен овој фертилитет. Тој е низок, тој е некаде околу 1,5, што значи 1,5 дете по жена во фертилен период. За проста репродукција треба да биде 2,1, за да имаме, значи низок, меѓутоа во цела Европа е низок и има доста земји кои се поприлично понизок од нашиот фертилитет. Да, наталитетот опаѓа, ама заради како резултанта најповеќе на емиграцијата. Заради тоа што она население кое што треба да носи таа репродукција не е тука веќе. И тие нови раѓања се случуваат некаде на друго место, не кај нас во држава. Колку се реални прогнозите дека миграцијата и наталитетот ќе седат Македонија во наредните години на 1,5 милион жители? Вие во една изјава рековте дека доколку не се промени нешто, со параметрите од 2022 година Македонија до 2070 година ќе има 1,3 милиони жители. Вака, значи тоа што го говорите е извадок од проекциите на населението кои што ги направивме пред неколку месеци. Проекциите немаат за идеја да кажат точно што ќе се случи во иднина, особено што се однесуваат на долг рок, на 50 години во случајот, туку какви би можеле да бидат последиците ако факторите кои што делуваат на демографскиот развој, а тоа се раѓањето, умирањето и миграциите, действуваат во одредени правци. Она што навистина може да се случи и очекувано да се случува, овој процес на намалување на населението да продолжи, па еве, да го земе ова најоптимистичко сценарио дека до 2030 година ќе станеме земја членка на Европската унија, до некаде неколку години по зачленувањето на. И тоа е нешто што се случи во сите земји кои што поминаа последните 30 години во овој процес. Меѓутоа, уште еден факт е дека неколку години после станувањето земја членка на Европската унија и многу побрзиот пред се економски, но не само економски развој, значи особено на оние делови кои што сега кај нас дека цело време се говори владењето на правото, поквалитетно образование, поквалитетен здравствен систем во државата и слично, почна оние реверзибилен процес. И има уште еден втор процес, тоа е неминовно да се случи, кој сака грубо може би да звучи, многу ми не го посекуваат, меѓутоа ние ќе бидеме приморени да увезуваме работна сила. Има една неславна изјава на екс-премиерот Љупчо Ѓоргиевски дека бројот на македонци и албанци ќе се изедначат за една декада, но сега се забележува дека не само кај македонците, туку и кај албанската националност со осовременувањето и модернизацијата се намалува наталитетот. Се иселуваат сите со ред.
за жал. И овој процес кој што нема етнички граници, бариери, идентичен е секаде. За жал, младите луѓе сакаат не само економски добри услови за живот. Може и тука да се. Кој сака да работи, тука може добро да работи и нормално ако има вештини и знаења. Но и оние други работи кои што испомнав претходно и многу повеќе денеска за жал луѓето се заради тоа. Затоа што немаат прва правна сигурност. Второ, сакаат за своите деца да имаат поквалитетно образование. Сака за себе, сите ние одиме во некои години кај што тоа ќе ни треба да имаме подобар, поквалитетен здравствен систем и слично. А за жал не огледа со години наназад дека тоа се случува, дека некакви поместувања во овој дел се случуваат кои што ќе не замислат малку дали воопшто вреди да се оди некаде. Значи образованието го направи тој процес да она многу детно семејство се редуцира. Второ, луѓето се повеќе живеат во урбаните средини, каде што условите за живење не ти ви даваат можности за големи семејства и слично. Во стан од 50 квадрати вие не можете 10 луѓе да живеете и слично и така натаму. Прочитав една алармантна информација дека само минатата година 53.000 граѓани решија да се иселат и да заминат во Германија. Не. Не е точно? Ако 50.000 луѓе, не, можеби се решиле да заминат, ама дали заминале друга работа. Не, апсолутно не. Меѓутоа, сосема се реални проценките дека годишниот имиграционен бран е некаде околу 15.000 лица. Сосема реално е, да, тоа. 15.000 граѓани заминуваат годишно од државата. А ние немаме решение како тој одлив да го... Решението има, меѓутоа тоа е процес. Тоа не може да се случи преку ноќ. Не сакам да звучам политички, последна ми е таа намера, меѓутоа клучот е да се интегрираме. Интеграцијата секаде во Европа, сите овие проблеми демографски, кои што сега ги говориме за нашава држава, се случува и во другите земји, со пристапувањето во Европската Унија, после 2 до 3 години ги снема повеќе. Над 200 села во Македонија зјајат празни, во меѓувреме или 20 на семејства толку живеат во едно помало село или рурална средина. Од друга страна имаме Скопје кое е пренаселено. Се е концентрирано во главниот град. Мака прво, многу е погрешна тезата дека празнењето на руралните средини сега се случува. Руралните средини се испразнија многу одамна. Значи, процесот на економската трансформација на државата после Втората светска војна, со индустриализацијата на државата, придонесе, некои демографи го нарекуваат тоа екзодус на руралните населени места. Значи, 50-тите години масовно имавме миграција од села во град, потребите на индустријата за работна сила го наложуваат тоа. И кога ќе се испразнат овие помали населени места, особено со оној млад потенцијал кој што треба да го носи идниот демографски развој, оние кои што треба да раѓаат, ако се на старци, тие нормално што се очекува да се случи понатаму и постепено, нели, како овие постарите лица за жал, нели, починуваат, веќе нема таму репродукција, нема доселување и слично и се изумираат. И овој процес е многу одамна, значи започнат и е само последица на тоа што се случува во текот на целиот овој 70-80 годишен период. И уште пред 30 години пописот имаше 150-60 населени места кои беа празни. И уште толку кои што има до 15 жители. Така да, ова бројка од 200 празни населени места не треба да не чуди. Значи имавме многу одамна потенцијал тоа да се случи апсолутно. И проблемот е уште толку кои што се до 15 жители. Значи, ова е нешто што... исто така е погрешна тезата дека Скопје се наполни со луѓе. Значи, кога ги погледнете податоците за Скопје, од пописот 2002 и пописот 2021, ќе видите дека Скопје е зголемено за 23.000 жители, ако не се лажам. Не ми фаќате точно збор, но тука се некаде околу 20, нешто повеќе од 20.000 жители. Меѓутоа, да не забораваме дека Скопје територијално се прошири во меѓувреме. Дека населбите Радишани, Ченто, Даме Груев,
населбата Драчево, населбата Припор не беа делови од Скопје тогаш. Сега се делови од Скопје. Веројатно некои пропусти. Значи и тогаш и таму живееа луѓе. И ако се види, ние Скопје сега имаме помалку жители, ако ја земе таа територија што ја покриваше, кои што беа во посебни населени места, ова население, Скопје има намалување на населението. Како го објаснувате парадоксот? Причината за ова е што Скопје е главниот извозен центар на луѓе. Значи, најголемиот дел на емиграцијата во странство е од Скопје. Не е од руралните средини, не е она што го говориме од Источна Македонија, од Јужна, таму веќе нема кој да се иселува, таму одама овој процес заврши. Да се случува, ама тоа е интензитетен мал. Главниот ресурс на извоз на луѓе, условно го наречам така, е Скопје. Како го објаснувате овој парадокс на огромен број на стамбени единици кои се купени, а зјајат празни? Искрено, со години јас ја кршам главата како да го сватам овој процес. Предпоставувам дека македонскиот граѓанин во принцип она што го има заштедено сака да го чува во материјално добро, не во пари. Нешто што има потрајна вредност. Порано, колку што ја знам, луѓето кога имале некој вишок на пари, купувале земјиште. Денес не е многу атрактивно да купувате земјиште, бидејќи се помалку желба да се бават луѓето со земјоделство и така натака. И ги врзуваат парите во купување на станови, бидејќи за жал вредноста на становите постојано расте, никако да падне. И покрај тоа што населението ни се намалува, а стамбениот простор ни се зголемува интензивно. И предпоставам дека дел од причините е и тоа. Меѓутоа, апсолутно не можам да разберам која е вистинската причина и со години се обидам да се одговорам и сам на тоа прашање, никако не го наоѓам вистинскиот одговор, веројатно. Младите се иселуваат, има недостиг од работна сила. Дали Скопје и генерално Македонија ќе стане регрутен центар и да треба да или веќе сме принудени да довезуваме работна сила и дали тоа всушност ќе намали цената на работниот труд? Па не би рекол. Ние и сега во моментот имаме поприлично голем број на работници странци кои што работат во државата. Меѓутоа, тоа се претежно работници на одредени градежни предпријатија кои што работат во земјата и кои што многу е веројатно дека со завршувањето на тие активности ќе се вратат дома. Потребата на пазарот на труд е страшно голема за кадар. Ние колку год да говориме дека ние имаме проблем со невработеност, ние имаме уште поголем проблем со недостаток на квалификувана работна сила. Проблемот е што дали ќе успееме да најдеме на пазарот таа квалификувана работна сила и од каде. Не очекувам, јас лично, веројатно никој друг, дека тоа би било од поразвиените држави од Европа и така натака. Значи, секој би се одлучил некаде да оди на друго место да работи, за да може да заработи повеќе, да живее некаде, да има подобри, поквалитетен живот. И од прилика потенцијалот е, значи, повеќе од други области. Едноставно, тоа е неминовен процес. Дури ако погледнете и оние најхомофобични европски земји, меѓу нив Полска бија, јас земал како пример, каде што навистина има голем отпор и многу е тешко странец да дојде да добие дозвола за престој да работи и слично, ќе видите сосема променета демографска структура таму. Појдете, прошетете низ Варшава, ќе видите ликови кои што апсолутно не личат на оно население кое што го знаеме од Полска. И тоа е сосема нормален процес. Едноставно, економијата нема граници, нема правила. Ако има потреба, тоа ќе се случи. Апостол Симовски, директор на Државниот завод за статистика. Господин Симовски, професор доктор Горан Димитров од Лекарското друштво деново излезе со став секоја година се иселуваат најмалку 200 до 250 лекари. Оваа тенденција го намали бројот на здравствени работници за 3 пати во последниве, да речиси, 10 до 15 години. И сега се поставува прашањето и дилемата: ќе останеме без лекари и тука ли ќе мора да увезуваме луѓе во бел мантил или ќе бидеме принудени да се лекуваме надвор од граница на државата? Жално е што губиме потенцијал во сите области, не само кај лекарите. Губиме потенцијал во сите области.
Не знам, веројатно има добри податоци господинот Коран. И апсолутно неговата теза воопшто негирам, напротив, ама проблемот е секаде. Проблемот е секаде, во сите области. Нас ни требаат прво мајстори, квалификувани мајстори. Не говорам само за високо едуцирани луѓе. Значи, ние и она работна сила која што бара специфични вештини, а нема. Земете секој од нас дома да му притреба, да има потреба од електричар, од водовоđија, многу тешко ќе не е денеска. Значи, го немаме. Сите области, за жал, се редуцира потенцијалот кој што е во земјата. Ако бројот на населението се намалува, можеме ли точно да дадеме проценка колкаво е бруто домашното производство и дали може генерално да се направи подолгорачен економски план за развој на државата? Дефинитивно, значи, ако ги следите не само демографските, Државниот завод статистика произведува податоци по сите можни области во општественото живење. И ако ги земете како параметри и за предвидување и поставување цели, а врз основа на тоа креирање понатаму политики да се остварат тие цели, дефинитивно може да се. И тоа се прави. Колку што јас знам, не знам само дали е донесена или е во завршна фаза, ама беше во завршна фаза развојната стратегија, ние бевме клучниот извор на информација во овој дел. И што е одлично, што е добро, апсолутно, бидејќи тие што креираат стратегии, а и оние кои што после ќе треба да креираат политики за тие стратегии ги реализираат, мора да се базираат на информации, мора да се базираат на податоци. Така да тоа знам дека бевме целосно вклучени во тој процес. Исто така, на почетокот спомнавте дека нема некои демографски политики, напротив, се подготвува и демографска стратегија, каде што податоците од пописот и од проекциите на населението беа клучниот инпут за да се оваа стратегија заврши како што треба. Какви се движењата на цените и може ли во овој момент да дадете точна информација колку на едно четворочлено семејство му се потребни финансиски средства за пристојно да го помине месецот? Вие генерално правите на месечно ниво? Не, ние не ја правиме. Значи, потрошувачката кошница ја прават синдикатите. Тоа е веќе повеќе од 20 години. Порано се правеше во Државниот завод статистика, тоа денеска го прават синдикатите, врз основа на некоја си методологија која што утврдуваат тие самите. Нормално таа е јавна и се гледа. И во тој дел не можеме да ви давам податок, заради тоа што е поприлично релативна таа работа. Она што можам да го кажам е дека согласно податоците кои што ги следиме, следиме инфлацијата, ние сме тие кои што ги произведуваат податоците, овој процес се стабилизира. Значи се стигна веќе на ниво некаде околу 3, испод 3% на инфлација и се држи на тоа ниво, што е добро, но никој не може да предвиди што ќе се случува утре. Сепак, ова е нешто што не зависи само од вас како држава, туку зависи пред се и нас од глобалните пазари. Од друга страна, Господин Симовски, да, има пат на инфлацијата, меѓутоа раст на цените е евидентен. Видете, значи, е релативна работа. Дали растат на вистина, цените постојано и евидент. Тие порасна нагло, меѓутоа се стабилизира овие цени. Да, имаше сега ослободувањето од овие административните стопирања на цените и слично, меѓутоа не предизвика некаков голем бран на зголемување на инфлацијата. Да, имаше во почетокот првите денови некакви се движења, меѓутоа тоа се стабилизира, се легна на некој начин. И мислам дека тука, ако се задржат ваквите состојби, дека не треба да очекуваме некои големи потреси. Се разбира, секој ден е различен, се зависи што случува и глобално, и е можно се, меѓутоа, ако се задржат вакви тенденции, тука не очекувам некои големи промени. Она што го говориме околу потребите, тие од ден на ден се зголемуваат. Ние не можеме фиксно да ги гледаме потребите како биле пред 20 години, што значи за четворочлено семејство да живее некако си нормален живот, што значи денеска да живее нормален живот. Тие на дневна основа потребите се зголемуваат секогаш. Јас би бил најсреќен кога и највисоките потреби на едно домаќинство, семејство, ќе може секој да си ги задоволи. Оно што е клучно што го покажуваат нашите податоци, дека е перманентен раст на платите, што е факт. И на овој податок апсолутно не може никој да се сомнува, бидејќи се
го изработуваме врз основа на податоците од другиот пат, значи точно на она што е исплатено до последен ден. Тука е од административен извор преку регистри и тука апсолутно нема грешка. И растот на платите е далеко по-висок од растот на инфлацијата, кој што го имавме во овој период. Меѓутоа, да, и потребите се многу поголеми на луѓето. И ако некогаш со некаков буџет не мислеле дека се задоволуваат основните потреби на едно четврто члено семејство, денес тие потреби се малку поголеми. Ако некогаш интернет не бил потреба, било луксус, денеска е неопходност. Ако мобилниот телефон некогаш било луксус, денеска е неопходност. И многу други. Во кои економски дејности се бележи пата, каде најчесто ласирате профит? Ова е флуктуирачка работа и имате одредени области каде што не зависи само од вас. Зависи и од надворешниот пазар, особено за оние што се извозно ориентирани активности. Значи, зависи од глобалниот пазар, од берзите и така натака. Како год да е, индустријското производство бележи некој си релативен раст, не многу голем, меѓутоа релативен раст. Она што го имавме оваа година беше пад во земјоделието. Меѓутоа, тука пред се, мислам дека беа временските прилики, клучниот фактор за такво нешто, заради тоа што минатата година овој период имавме мразеви, каде што овошките измрзна и каде што тој дел немавме производство фактички, бидејќи немаше можност да произведе. А од друга страна имавме исто така лоша година за лозарството, бидејќи во период кога требаше да собира шеќер грозето, имаше многу врнеши. Така да имавме многу неповолна земјоделска година и претпоставувам дека една од причините зашто имавме пад во земјоделието е тоа. Она што е добро што се уште и покрај сите овие кризи ние немаме пад на извозот, односно на меѓународната трговија, имаме релативно добра тенденција да се намалува дефицитот, на разликата помеѓу увозот и извозот. И оно што е добро да најголемиот дел од увозот во суштина е компоненти кои што се предуваат во производството овде и после тоа станува тоа извоз. Значи тоа е нешто, нели, ако вие увезувате нешто што е за производство, не е за широка потрошувачка, во суштина е позитивна работа бидејќи додавате вредност на цело тоа. И особено ако тоа го изразувате, е увоз заради извоз, не е увоз за да се потроши во држава. И овде имаме добри тенденции. Преработувачката индустрија, таа е флексибилна, таа зависи од пазарите, тука никогаш не можете да кажете овој тренд ќе се задржи постојано или ќе оди така некој подолг временски период, таа е многу зависна од многу фактори, Благодарам за разговорот и гостувањето во Трилинг. Ми беше задоволство. Во ово издание на Трилинг соговорник ќе биде Александра Теменугова од Институтот за комуникацијски студии. Токму Институтот за комуникацијски студии денеска објави нов извештај за 6-месечен мониторинг околу тоа како се однесуваат политичките партии, нивните лидери. Добро ден за Теменугова. Евидентно е дека македонската изборна кампања не содржи културна ДНК. Колкава е тежината и вредноста на изречениот збор од страна на еден лидер на партија или политичка партија? Многу голема. Први, не треба да заборавиме дека политичките лидери, политичките активисти се јавни личности. И она што тие ќе го кажат, барем од една страна преку нивните официјални комуникацијски канали што го прокламираат, идентично, дури и двојно, па и тројно повеќе се мултиплицира изнесениот збор на мејнстрим медиумите. При тоа се чини дека тие помалку забораваат на нивната улога што имаат во општеството, дека тие се креатори, доминантни креатори на јавното мислење. Дотолку повеќе што тие имаат сериозна
ресурсна база за да креираат вакви штетни наративи, а особено треба да ги имаме предвид најголемите политички партии кои што добиваат сериозна финансиска помош од државата за финансирање на политичките партии, меѓутоа сега и за време на кампањата каде што добиваат и платено политичко простор за и платено политичко рекламирање. Кои се последиците од овие поделби на кои јавноста е сведок на ние, користење на ние и вие на про и анти ЕУ? Кои се последиците? Далекосежни и веројатно ќе имаме еден ефект на бумеранг, на ефекта на тоа што го слушаме на телевизиите. Ако вие постојано нешто кажувате или обвинувате некого за криминал, дека одредена институција не работи соодветно, имаме прекршување на службената должност, не велам дека секогаш не е тоа добро аргументирано, меѓутоа барем оние индикатори што сме ги констатирале покажуваат дека тоа е честопати лесно посегнување кон неаргументирано, неосновано обвинување на политички противници или пак функционери и раководители на институции. И сега вие ако слушате барем она што го гледаме дека на телевизиите, тоа што ќе го каже одреден политички актер, двојно или тројно или па дури на интензитетот покажува дури дека и 4-кратно имаме употребување на штетни наративи во ударните вести на телевизиите, тогаш први придонесувате во загадување на таа комуникацијска екологија, така да ја кажем, и второ, затроен нели. Не случајно е, тука би направила една паралела, дека луѓето престануваат да гледаат вести и одбиваат да слушаат негативни содржини. Теменува користењето на емоционалниот елемент, злоупотреба на националните, етничките и верски чувства кај граѓаните, најчесто создава нови поделби, па помалку создава или предизвикува нови, можеби и меѓуетнички тензии кај меѓу граѓаните. Некој ќе рече ова е легитимно право, но каде е границата на подигнување на националните чувства и подгревање на етничката, меѓуетничката нетолеранција? Употребата на реторика која што подкрепува силни мотивни чувства, особено во политичката комуникација, е апсолутно легитимна алатка. Но она што барем што го гледаме е дека последните 2 месеца, особено кај албанските партии, имаме една амплитуда на употреба на наративи со кои што се јакне на доминантноста на етникумот и тоа на некој начин е проследено со персонификација на од етничко потекло учеството на првите луѓе во власта. Генерално вашата оценка, дали повторно и на овие избори медиумите ќе бидат на атак на политичките партии? Па, во однос на медиумите би кажала 2 момента. Едниот е дека еднакво она што го прекламираат политичките партии, во тотално тие штетни наративи се совпаѓаат на она што го гледаме или читаме на телевизиите или на онлайн порталите. Така што гледаме дека има апсолутно паралела, ги гледаме главните протагонисти и како тие го користат медиумскиот простор за да ја засилат, значи да најдат еден трансмитер на нивните штетни пореки. Чекате, дали сакате да кажете дека меѓу партиите и медиумите, не сите, или дел од медиумите, дека партиите и медиумите се во некаков дослух? За жал, да, бидејќи гледаме тоа го гледаме преку низата прекршување на новинарските стандарди и не можеме да кажеме воопштено дека за сите важи целата оваа квалификација, меѓутоа постојат одредени медиуми кои што одскокнуваат во прекршувањето на новинарските стандарди. Во извештајот се посочени точно, се аргументирани какви штетни објави промовираат
Меѓутоа, она што загрижува е под еден, бидејќи имаме доминира едностранното информирање, каде што имаме пристрасност во информирањето, каде што новинарот апсолутно го прекршува основното правилото во етичкиот кодекс, кој што налага дека треба да се воздржи од промовирање или пак информирање за одредена политичка партија, да особено внимателни. Тоа е едниот момент. И вториот момент е што гледаме дека медиумите, особено кај онлайн медиумите, имаме така наречена хиперпродукција на штетни наративи. И тоа се прави преку одредени хибридни жанрови, кои што, барем во досегашната новинарска традиционална литература, не е познато. Најчест жанр и така и го воведовме, бидејќи го гледаме како тенденција, се пренесени партиски соопштенија и говори на политичари. Секој месец бројките се совпаѓаат и навистина имаме скоро две третини од новинарските содржини, под наводници би ги нарекла, кои што се буквално како продолжение на партиската огласна табла на партиите што ги следат. Кај медиумскиот мониторинг следите 11 онлайн и 9 телевизиски станици, но податоците покажуваат дека имаме многу случаи на говор на омраза, а малку казнети. Не би рекла дека има говор на омраза, повеќе барем онаа говор на омраза што е казнива според позитивните законски акти, меѓутоа имаме сериозна реторика каде што се дискредитираат на различни начини политичките противници. Ако медиумите не се придржуваат до професионалните стандарди, а имаме малку казни или не се поднесуваат соодветни прекршоци, дали тоа значи дека на некој начин се толерира ваквиот начин на известување? Ја не би посегнала веднаш по казни, бидејќи живееме во едно демократско општество каде што слободата на изразување е императив. Но она што секако треба да го имаме сите предвид како медиумски работници е тоа што треба да се навратиме или да се подсетиме повторно на новинарските професионални стандарди. Да, медиумите треба да известуваат за она што го прокламираат политичките партии. Тие се чинители во општеството и треба да се пренесе нивната да го доловиме плурализмот на мислењата. Меѓутоа се чини дека се почесто се забораваме и тоа е тренд не само кај нас, туку и секаде во светот, се појавува една нова форма на новинарство. Тој рече, таа рече, каде што новинарите, бидејќи згазени од времето, притиснати за да објават сега и веднаш, забораваат на основното новинарско правило, а тоа е проверка на изнесената реч. Се чини дека тука малку повеќе затајуваме, па медиумите свесно или несвесно, во недостаток на доволно време за верификација на изреченото, немаат време и го пласираат она што ќе го слушнат на дневната пресконференција без да го проверат. И на тој начин, па уште немаме доволно време за да ја провериме и втората страна, и на тој начин креираме едностранно информирање. Оттаму се и тие бројки кои што се за нас навистина алармантни, меѓутоа буквално емпириски ја докажуваат состојбата. Повторно ќе речам, значи овие се 11 медиуми, тоа е некои 4% од оние онлайн медиуми, барем ете кои што се пријавиле за платено политичко рекламирање. Пак ќе речам, можеме да аргументираме дали е ова доволно репрезентативен примерок за мноштвото медиуми што ги имаме, меѓутоа, бидејќи кога ги баравме медиумите, гледавме да имаме една диверзификација на новинарска пракса. Благодарам за гостувањето. Благодарам и вам. Александра Теменуго од Институтот за комуникацијски студии. Следевте Омнибус на теми и во ова издание на ТВ магазинот Трилинг. Идната недела на 19 април. 7 теми на председателски кандидати.
во финишот од изборната кампања, со свој видување на неколку клучни теми и прашања. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме, читајте не на Тренинг.мк. Во ова издание на Тренинг имавте можност да следите разговори со Апостол Симовски, директор на Државниот завод за статистика, потоа Јордан Шишовски, универзитетски професор, како и Александра Теменугова од Институтот за комуникацијски студии. Довидување.